Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа е министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Господи Јанкуловска, како ја оценувате безбедносната состојба во земјава по неколкуте брутални убиства кои што се случија за кусо време? Безбедносната состојба во Република Македонија веќе подолго време, односно подолг период е непроменета во позитивна смисла на зборот, бидејќи таа е мирна и не постојат никакви индикатори кои би значеле сериозна закана за безбедносната состојба во Република Македонија. Факт е дека имаше одредени настани кои од една страна го привлекоа вниманието на јавноста и сосема легитимно создадоа загриженост кај граѓаните во смисла на тоа како институциите ќе се справат со овие настани. Меѓутоа, ние како Министерство за внатрешни работи во рамките на нашите професионални активности, професионални обврски по однос на овие настани реагиравме соодветно, реагиравме брзо и тие веќе добиваат една институционална завршница, онака како што тоа е случај кога нешто слично ќе се случи во било која земја, ако сакате западноевропските земји или било која друга земја во светот. Гледате ли причина за зголемена вознемиреност или некаква специфичност во овие убиства со оглед на тоа што се случија на фреквентни локации во фреквентни термини? Овие настани секако дека се непријатни, секако дека се вознемирувачки за граѓаните и создаваат легитимна грижа, односно легитимни прашања на граѓаните околу актуелната состојба, меѓутоа исто така ако објективно ги гледаме работите, не постои земја во светот каде што нема настани од ваков тип. Вистинското прашање кое е во момент кога ќе се случи убиство или во момент кога ќе има нарушување на јавниот ред и мир од пошироки размери, посебно во термини или на локации каде што има поголема фреквенција на луѓе, е дали институциите имаат капацитет да ги разрешат ваквите ситуации, односно соодветно да реагираат. Република Македонија, ако ја погледнеме статистиката, бележи значителен напредок на овој план и гледано од аспект на бројот на расчистени убиства, расчистени разбојништва, расчистени посериозни нарушувања на јавниот ред и мир, но бележи напредок и во смисла на превенцијата, односно нешто што представува поширока општествена активност, бидејќи една работа се мотивите и причините за ваквите настани, а друга работа е дејствувањето на институциите во функција на нивно расчистување. Ако зборуваме за расчистување на кривичните дела на насилство или ако сакате конкретно, ако зборуваме за процентот на расчистеност на убиствата и обидите за убиства, тогаш гледано од 2007 година наваму, бидејќи нели тоа е периодот за кој јас должам отчет пред граѓаните, нашата ефикасност на расчистување на убиствата е 85%, односно расчистување на обиди на убиства со 89%, односно вкупно 88% ефикасност. Од друга страна, експертите велат дека криминалот не е возможен без негова поврзаност со луѓе од институциите. Мислите ли дека ги имате сите механизми за откривање на ваквата поврзаност? Како министерство надлежно за откривање на кривичните дела од секаков тип, секако дека мора да се фокусираме и на гонење на криминалот доколку тој се појави во редовите на институциите, вклучително и Министерството за внатрешни работи. Ако се анализира периодот 2007, 2008, 2009, па и првите 6 месеци од 2010 година, евидентно е дека се поднесени 435 кривични пријави против вработени во Министерството за внатрешни работи, односно 1948 дисциплински постапки, што значи системот на контрола во полицијата се зајакнува, односно се зголемува ефикасноста и продуктивноста од работењето на секторот за внатрешна контрола. Понатаму, ако сакате, дали вработени од Министерството за внатрешни работи понекогаш доаѓаат во судир со законот, јас ке речам дека не постои држава каде што нема такви случаи. Но бројките одат во прилог на тоа дека ние најдовме вистински начин да се бориме против оваа појава, дури и тогаш кога таа се јавува во редовите на Министерството за внатрешни работи и со резултатите од изминативе
4 години покажавме дека сме решени во оваа битка да обстоиме до крај. Од друга страна може да се забележи дека, ајде да речеме, се ловат ситни риби во криминалот, меѓутоа недостасува некоја поодлучна борба со криминалните банди, со мафијата, со подземјето. Зошто? Јас сум ја слушнала оваа констатација и морам да кажам дека воопшто не се согласувам со неа, од прости причини што не е подкрепена со аргументи. Значи, ако зборуваме за поединечен впечаток, тоа е легитимно, но не значи дека е аргументирано и издржано. Но ако зборуваме за фактите, фактите говорат нешто сосема друго. Имено фактите говорат дека Министерството за внатрешни работи во било која област која сакаме да ја анализираме, бележи подобрени резултати во изминативе 4 години. Во борбата против недозволена трговија со наркотици, расте бројот на расветлени кривични дела и растат количините кои се запленети. Јас ќе споменам само една единствена акција. Операцијата Босфор, која ја работевме во соработка со турската полиција, е акција во која во неколку наврати беа запленети поголеми количини на хероин и стигнавме до бројката од 346 килограми хероин само во една оперативна акција. Исто така имаме ред други активности каде што токму се боревме против криминалот во сопствените редови. Акцијата Бумеранг, ќе се сетите на операцијата Змиско око и ред други кои се навистина многу за да ги набројувам во оваа прилика, меѓутоа јасно посочуваат и илустрираат дека Министерството за внатрешни работи нема да се двоуми дали да поднесе кривична пријава, без разлика дали се работи за поранешни, сегашни високи функционери од владеачкото мнозинство, функционери од партиите кои во минатото биле на власт, овластени службени лица или било кој друг граѓанин во Република Македонија кој ги пречекорил законите. Впрочем, веќе и бројните случаи кои добиваат судска завршница само ја потврдуваат неселективната борба против криминалот која во континуитет се води. Има бројни поплаки на бруталноста на полицијата. Тоа беше долго време и една од забелешките наведена во извештајот на Европската комисија. Исто така меѓународните организации апелираат за забрзување на процесот на професионализација и департизација на полицијата. Докаде сте со овие реформи? Кога зборуваме за полициските злоупотреби, секако дека оваа тема не може да ја раздвоиме од професионалниот однос и почитување на професионалните стандарди. Значи, бројот на представки поднесени заради пречекорување на полициските овластувања може да се гледа од два аспекти. Тогаш кога тој се зголемува, не секогаш значи дека се зголемува бројот на злоупотреби или пречекорувања. Тоа е исто така индикатор дека расне довербата кај граѓаните и тие се повеќе се охрабруваат. Но тоа би било безпредметно доколку ние не најдеме механизам ефикасно да се справуваме со оваквите злоупотреби. Пред да завршам со одговорот на ова прашање, ќе спомнам уште еден и тоа како значаен проект, а тоа е првиот ИПА проект кој беше воопшто реализиран во регионот. Тоа е ИПА проектот за стратегијата за реформи во полицијата, односно ИПА проектот за јакнење на капацитетот на полицијата. Низ овој проект ние успеавме да го промовираме системот на кариера, успеавме да го промовираме она што значи содржина на законот за полиција кој предизвика своевремено голема дебата во јавноста. Значи, за разлика од некои минати периоди, кога имало многу субјективизам, многу дискрециони права, условно речено, ние свесно се откажавме од сите овие дискрециони права во интерес на една повисока цел, а тоа е професионална, стручна и компетентна полиција. За прв пат системот на кариера функционира и за прв пат речиси нема начин да се влијае на овој систем на кариера. Ви благодарам за разговорот. Ми беше задоволство. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме за 7 дена.